Со фанатичната борба за слобода и за создавање самостојна држава Македонија, за време на Илинденското востание, водена со свест за своја индивидуалност, македонскиот народ го определил својот историски пат кон посакуваната иднина, да се сврсти во редот на европските државотворни народи. Војничкиот пораз бил доживеан како загубена битка, но борбата за слобода продолжила под раководство на револуционерната организација. Во Македонија останале да го предводат својот народ истакнатите водачи Дамјан Груев, Ѓорче Петров, Пере Тошев, како и војводите Ѓорѓи Сугарев, Христо Узунов, Лазар Поптрајков, Петар Ацев и други. Македонската револуционерна организација се соочи со силно непријателство на соседните балкански држави – Грција, Бугарија и Србија, и со непризнавањето од европските големи сили, кои водени од своите интереси на Балканот, биле против државна самостојност на Македонија. За да спречат востанието да предизвика регионална војна со замешување на соседните на Македонија балкански држави, тие договориле колективна интервенција за присилување на владата на османлиската држава да прифати спроведување реформи. Реформите, предвидени во програмата од Мирцштег, биле наменети не за разрешување на македонското прашање, туку за осовременување на османлискиот државен и безбедносен апарат за одржување на власта, редот и мирот во бунтовната провинција. Ако ги гледаме резултатите од она што го направи Македонската револуционерна организација во текот на Илинденското востание, можеме слободно да кажеме дека таа не беше задоволна од постигнатото. Зошто? Едноставно затоа што незината цел беше политичка автономија во рамките на Османлиската империја. Факт е дека организацијата, односно востанието, беше сурово задушено. Организацијата претрпе сериозна морална и материјална криза. Заложбите за кои што таа вложи толку енергија и толку жртви не беа остварени, а меѓународниот фактор на Македонија, односно за Македонија, понуди еден концепт на реформи познат во историјата како Мирштетски реформи, кои што всушност се дело на руската и австро-унгарската дипломатија, и тие реално, ако ја цениме работата, нема за цел да ги задоволат барањата на македонското население и на Македонската револуционерна организација, туку да ја зачуват целоста на Османската империја или поинаку да кажеме да ја превенираат кризата во Македонија со понуда на едни реформи кои што треба да доведат до смирување на состојбата во Македонија. Се разбира, иако тие реформи не беа доволни, тие представуваат и своевиден капитал извојуван од револуционерната организација. Од едноставна причина што со востанието Македонската револуционерна организација се појавила и поставила како политички фактор, самостоен политички фактор внатре од Македонија, која што ги испровоцирала овие реформи. Што значи, тие го наметнаа македонското прашање за прв пат пред меѓународната дипломатија како одделно политичко прашање на Балканот. Мора да кажеме, кога го велиме ова, мораме да кажеме дека дотогаш европската дипломатија не се занимавала сериозно никогаш со македонското прашање. Значи, тоа е прв пат таа посериозно да се зафати со оваа прашање, иако нели исходот не е поволен според барањата на организацијата и се разбира според потребите на населението. Востаничкото раководство објавило дека мерките предвидени во Мирцштекската програма за реформи во Македонија на императорите на Русија и на Австро-Унгарија од 3 октомври, усвоени и од останатите европски големи сили, биле ништожни во споредба со целта на востанието и како такви неприфатливи. Затоа не му останувало друго освен да ја продолжи оружената борба за слобода. Ќе го развиеме револуционерното знаме, свиткано оваа есен, за да блесне одново во поблагопријатно време, а тоа време е близу. Се собрале комитите, се собрале комитите, ќе ми одат суво поле, ќе ми одат суво поле.
Владата на Османлиската држава, за да избегне мешање на европските големи сили во внатрешните работи, посредно му предложила на задграничното представништво да ги представи условите под кои било можно да се осигури мирот и редот во Македонија. Добила категоричен одговор дека тоа можело да се постигне единствено со полна политичка автономија на Македонија. Организацијата со поставување таква цел ја добила довербата на народот и било каква отстапка ќе значела предавство, дури и под предпоставка дека таа, портата, ќе ги исполнела сите ветувања. Османлиската влада, стравувајќи дека автономијата ќе представува само етапа кон самостојна држава, се определила не само да ги прифати и без тоа ограничените реформи на големите сили, туку и да преговара и да им прави отстапки на балканските држави, заинтересирани колку и самата таа за разбивање и уништување на македонската револуционерна организација и за спречување на создавањето на македонска држава. За прашањето на реформите во Македонија водела разговори со бугарската влада, представувана од нејзиниот дипломат Григор Начович, познат туркофил. По тој повод, задграничниот представник на организацијата во Софија, Христо Татарчев, изјавил дека на преговорите на бугарскиот дипломат внатрешната организација не им придавала важност. Доколку и се однесувале за Македонија, би биле без значење. За Македонија можеле да преговараат само нејзини легитимни представници. Европските големи сили со наложените реформи во Македонија имале за цел да го маргинализираат влијанието на македонското востание, да ја обезбедат власта на Османлиската држава за да се одржува статус кво на Балканот, се додека тоа било нивен интерес. Интересот на Грција, Бугарија и на Србија го задоволиле со фактичкото непризнавање на македонската револуционерна организација како политички репрезент на востанатиот народ и со исклучување на можноста за организирање на Македонија како автономна провинција, главното барање на македонското востаничко раководство. И не само тоа, со нивната програма била задржана административно-територијалната поделеност на Македонија на вилаети и нејзиното деноминирање, именувана со трите вилаети. Со програмата предвиделе групирање на македонското христијанско население според османлискиот милет систем, односно според црковната припадност. Со примената на значењето на етничката припадност, грк милет, булгар милет и срб милет, им признале легалност на нивните пропаганди, деноминацијата на македонскиот народ, негово делење на грци, бугари и срби. Со тоа, Грција, Бугарија и Србија биле упатени да договараат делба на Македонија. Македонската револуционерна организација се нашла под ударите не само на безбедносните сили на Османлиската држава, туку и на соседните балкански држави, за нејзино разбивање и елиминирање како фактор. За постигнување на таа цел, владите на Грција, Бугарија и на Србија го засилиле дејствувањето. Прво, за продлабочување на внатрешните поделби во организацијата, за инфилтрирање на своји агенти, придобивање раководни личности и востанички војводи со пари за создавање во Македонија нивни организации раководени од комитети и одбори. Второ, интензивирање на легалната црковна и просветна пропаганда за придобивање приврзаници. И трето, содејство на владите на Османлиската држава за откривање и ликвидирање на раководители и војводи за разбивање на организацијата. Црно му било пишано на Александре Турунџе, 16 годишен војвода на 17 го фанаја. По усвојувањето на Мирцштекската програма за реформи во Македонија, бугарската влада побрзала да ги нормализира односите со Османлиската држава. Дипломатот Григор Начович, докажан туркофил, отпатувал во Цариград и на 17 ноември 1903 и предал на тамошната влада проект на спогодба. Во почетокот на април 1904 година бил постигнат договор подпишан на 8 април 26 март по стариот календар 1904 година, со кој бугарската влада се обврзала на својата територија да спречува постоење на револуционерни комитети,
да ги спречува субверзивните активности против империјата, да ја обезбедува границата, да спречува преминување на вооружени чети и внесување на експлозив и слично. Владата на османлиската држава се обврзала да даде делумна амнестија за учесниците во немирите. Во завршна фаза биле и бугарско-српските преговори за Македонија, откако била прифатена позицијата на српската страна, дека во никој случај не можело да се допушти со реформската акција на силите да се создава автономна Македонија, а реформите да бидат сообразени со нивните легитимни интереси. Српскиот министер за надворешни работи Никола Пашиć ставил на знаење дека Србија не признавала постоење на трета словенска нација освен срби и бугари и дека решително се спротивставувала да се создава од македонските словени четврта словенска државичка. Со посредување на руската дипломатија, Бугарија прифатила во српската интересна зона да се вклучи северниот дел на Македонија под името Стара Србија. На 12 април 30 март по стариот календар, Бугарија и Србија подпишале јавен договор за пријателство и таен договор за сојуз за Македонија. Во договорот предвиделе за нерешените спорни прашања за кои не ќе можеле да се договорат, дефинитивно решение да донесел рускиот цар. Иако официјално објавија дека ја поддржуваат реформите и подобрувањето под наводници на состојбата во Македонија, тие презедоа организирани акции за жестоко пропагандно дејствување во Македонија, политичко, на црковен план, политички и дури воено со вооружени чети. И тоа беше во вистинска смисла после Илинденското востање започна една необјавена агресија врз Македонија со вооружени сили, така да рече вооружени чети, затоа што за тие сили стоја официјалните власти на соседните балкански држави, на Србија, Бугарија и на Грција. По постигнатиот договор започнале оружена агресија со префрлување на свој вооружени пропагандно-терористички чети за борба против четите на револуционерната организација и со терор да го присилуваат македонското население да декларира бугарска, односно српска припадност, да подготват терен за идната поделба на Македонија. Каде си трагнало понокно време, понокно време, по месечина, на патните чекат, а бреба и постоле, на патните чекат. Сето тоа се случувало пред многубројна жандармерија со странски офицери, раководена од италијанскиот генерал Де Джорџис и во присуство на цивилни и воени представници на 6 европски големи сили, кои во Македонија биле пасивни наблюдувачи на крвавите случувања. Народе македонски, со какви идеи си ти, доставе Вооружените чети од Грција, Бугарија и од Србија жестоко го тероризирале мирното македонско селско население за да воспостават контрола, а грчките вооружени чети, андартите, применувале и масовни колежи во село Зеленич, Леринско во 1904 и во Загоричане, Костурско во 1905 година. Исклаја жени деца во село Загоричани, а прета скело турски, фарајте оружјето, а прета скело турски, фарајте оружјето. Владата на османлиската држава во услови на меѓународно присуство се воздржувала од преземање на воени операции во Македонија.
Допуштала дејствување на пропагандите на балканските држави и нивните вооружени чети за да го разбиваат единството на народот, да и нанесуваат удари на револуционерната организација за спречување на македонската ослободителна борба. Османлиската влада сметала оти со нивно спротивставување, сите тие своите сили ќе ги исцрпуваат во меѓусебни вооружени борби. Македонската револуционерна организација била во криза по претрпените големи загуби. Партикуларизмот на окрузите бил силно изразен, организационата мрежа раскината, повеќе реони во окружните организации биле без раководства. Наоружената агресија на странските формации се спротивставиле реонските и местните вооружени чети во револуционерните окрузи во реоните на нивното дејствување. Состојбата се влошила кога пропагандите успеале да придобијат приврзеници, отпадници, некои од нив и учесниците во Илинденското востание. Тоа им овозможило од 1904 до 1908 година да одржуваат свој вооружени чети во одделни реони. Грчката во приморскиот дел, во Костурско, Леринско, Кајларско, Драмско, бугарско-врховистичката во Пиринскиот дел и во Малешевско, српската во северниот дел, Кумановско, Велешко, Азот, Порече и Дримкол. За прогонување и уништување на четите на револуционерната организација, покрај редовните единици, Османлиската држава од средината на 1904 ангажирала специјални сили од брзо подвижни батаљони, разместени во Солун, Битола и во Штип. Започнале жестоки борби. На 24 април 1905 година во село Цер, Кичевско, била обколена четата предводена од војводата Христо Узунов, на која и се придружил и крушевскиот војвода Ванчо Србаков. Во борбата загинале војводата Србаков со еден четник, а сите преостанети 11 комити со војводата Христо Узунов се само застрелале. На 23 март 1906 година, војводата Ѓорѓе Сугарев со својата чета од 23 комити водела неколкучасовна борба со потерната војска и башибозук, албанци, над селото Паралово, Битолско, на подножието на Селечка планина. Сите комити со војводата Сугарев загинале. Дивното херојско загинување е опеано од благодарниот народ. Заплакало е Мариово, заплакало, за тој ми Ѓорги, Ѓоргин тугаре. Каде си Ѓорги сега да дојдиш, леле да дојдиш, од душманите да не контролиш. Каде си Ѓорги сега да дојдиш, леле да дојдиш, од душманите да не контролиш. Неколку месеци после тоа, на 23 декември, во борба кај село Русиново, Беровско, загинал и Дамјан Груев. На 14 јули 1907 се случила крвава целодневна битка на чета од 54 македонски комити и приближно 3000 османлиска војска во местноста Ножот, планина Бабуна. Во борбата загинале повеќемина од комитите, преостанатите 45 со последните бомби извршиле колективно самоубиство. По наредба на командантот Енвер Беј, османлиската војска истрелала почесни плотуни за херојското загинување на непријателските борци. Бог
народот пее за оној кој што му е близок, кој што го познава и кој што се јавил како заштитник негов од турската власт или кој го повикал на востание. Тоа било недоволно за одбрана на територијалниот интегритет на организационата територија. Организационото поврзување на окрузите за функционално реактивирање на целиот механизам на Македонската револуционерна организација, жестоко атакувана одвнатре и однатвор, се наметнало како прашање од првостепена важност. Централниот комитет, кој постоел само номинално, составен од неавторитетни кооптирани личности, не презел ништо и немал капацитет за тоа. Состојбата била отежната со поделеноста во окружните раководства, по прашањето на идното внатрешно уредување на организацијата, раководењето и можното редефинирање на целите. Проблемот настана со кризата што се во раководството на Македонското револуционерно движење, односно во Македонската револуционерна организација. Поларизациите дојдоа уште повеќе до израз. Тие кои што од претходниот период беа присутни, сега веќе се постави две клучни прашања. По однос на стратегијата на водењето на оружјаната ослободителна борба, односно борбата за создавање самостојна македонска држава. Едното беше старата структура, односно строга централизација на организацијата со едно централно раководство кое што ефикасно ќе да речем контролира, коригира дејноста на револуционарна организација, за повторно се подготви македонскиот народ за нова фаза на оружјаната борба. И другата за децентрализација, односно пренесувањето на регеренциите на окружните раководства, односно окружните конгреси, или како се вели за демократизација на во раководењето со револуционарната организација, од кои причини? Тоа го се наметна заради тоа што се случи, затоа што во анализата по Илинденското востание се покажа дека одредени сили и фактори, надворешни и внатрешни, повлијале востанието да се крене недоволно подготвено. Не велиме за предвремено, туку недоволно подготвено. И страувајќи дека така централизирана организацијата со едно авторитарно раководство може да доведе повторно до слични решенија кои што ќе имале негативни последици за успехот на ослободителното дело. И затоа имаме сега, така да речеме, една период на стагнација во функционирањето на револуционарна организација. По востанието престана да не авторитетен имаше централен комитет кој што практично се само распушти. Задграничните представници Христо Татарчев и Христо Матов, кои самите ја презеле функцијата на Централниот комитет, свикале собир на раководните личности и војводи кои се наоѓале во Софија. Со оглед на бројната застапеност, авторитетот и компетентноста на учесниците се работело за квалификувано собрание. На собранието одржано во јануари 1904 година учествувале покрај двајцата задгранични представници и Борис Сарафов, Јане Сандански, Никола Карев, Димитар Стефанов, Георги Попхристов, Христо Чернопеев, Димо Хаджидимов, Никола Русински, Пандо Кљашев, Димитар Мирасчиев, Васил Чакаларов, Славејко Арсов, Аргир Манасиев, Никола Пушкарев, Добри Даскалов, Сава Михајлов, Мише Развигоров, Смиле Војданов и Славчо Ковачев. На собранието биле завземени поделени ставови за идното уредување на организацијата. Мнозинството се определило за напуштање на строгиот централизам, за демократизација, за да се оневозможи Централниот комитет еднострано да наметнува одлуки како во случајот со Илинденското востание. Собранието избрало привремено тело, комисија во состав Димитар Стефанов, Георги Попхристов, Димитар Мирасчиев и Стефан Петров да раководи со организацијата до одржувањето на општ конгрес, вклучувајќи и да ја контролира работата на задграничното представништво. Собранието усвоило и програма во која што била нагласена целта на действувањето на организацијата – Автономна Македонија. Бил усвоен и посебен акт, директива, која што била дистрибуирана за според неа да се раководат реонските раководители и војводите. По завршувањето на собранието, поголемиот дел учесници, раководители и војводи се вратиле во Македонија.
Во април, преостанатиот состав на Централниот комитет се само распуштил и се прогласил за окружен комитет на Солунскиот револуционерен округ. Со тоа, организацијата и формално останала без централно раководно тело. Прашањето за уредувањето и раководењето во организацијата било главно прашање на окружните конгреси на организацијата. Прв свој конгрес одржал Битолскиот револуционерен округ. Конгресот бил одржан во втората половина на мај во Прилепско со учество на 13 раководители и војводи. Учествувале Дамјан Груев, Ѓорче Петров, Пере Тошев, Георги Попхристов, Петар Ацев, Христо Узунов, Ѓорѓе Сугарев, Никола Каранџулов, Ѓорѓи Пешков и Јордан Тренков. Мнозинството, предводено од Пере Тошев, се застапило за демократизација, изборност и одговорност на раководствата и секој припадник на организацијата. Дамјан Груев ја бранел предвостаничката строга централистичка поставеност и хиерархиска надреденост на органите и телата за ефикасно раководење и дејствување на целата организациона територија. На 24 јуни раководното тело на округот побарало од другите окружни раководства да заземат ставови за да се свика општ конгрес за донесување устав и правилник и воспоставување единство во дејствувањето. До одржувањето на општ конгрес да се формира привремено централно проверително биро од по еден делегат на секој округ. Такво тело не било формирано. Окружниот конгрес на Скопскиот револуционерен округ се одржал на почетокот на 1905 година на село Кнежево, Кратовско, со 12 учесници револуционери и војводи. Ефрем Чучков, Мише Развигоров, Александар Бујнов, Тодор Александров, Атанас Бабата, Петар Ангелов, Стојан Мишев, Константин Нунков, Стефан Димитров и други. Конгресот донел одлуки за еднострано спроведување без усогласување со другите окрузи, со што било најавено сепарирање на округот. Конгресот ја потврдил приврзаноста на принципот на самостојност, тоест независност на организацијата, за автономијата на Македонија, незиното остварување со самостојна револуционерна борба со своите организациони сили. Расправал и за горливите прашања, надворешните влијанија и односот спрема пропагандите. Ја прифатил директивата со дополнување дека организацијата ќе ги прогонува сите срби, македонци придобиени од српската пропаганда, како што ги прогонуваше врховистите во 1902 и 1903. Бугарската влада ја користела состојбата во организацијата за продлабочување на поделбите, за создавање внатрешни фракции и со акции на врховистичките чети да ја ликвидира организацијата. Вооружените чети на генерал Иван Цончев навлегувале во североисточниот дел на Македонија за преземање на организационата територија. Во пролетта 1905 година акциите ги пренеле во Серскиот револуционерен округ. Капетан Јордан Стојанов добил задача да го пронајде и да го убие Сандански, бранителот на самостојноста и независноста на организацијата. Со поручник Асен Партениев, начело на бројна вооружена чета формирана во Бугарија, ја преминал границата и влегол во Македонија. Во Мелничко неговата чета била откриена и пресретната од чета на Сандански. Во борбата кај Кашина била целосно разбиена. Поручник Партениев загинал со повеќемина четници, а капетан Стојанов, ранет, успеал да се спаси. Пред крајот на септември 1905 година се одржало советување на делегати на окружните конгреси на кое било одлучено општиот конгрес на револуционерната организација да се одржи во Рилскиот манастир. Конгресот се одржал во манастирот во октомври со учество на 22 делегати од сите окрузи. Битолскиот округ го представувале Ѓорче Петров, Пере Тошев, Георги Попхристов, Борис Сарафов и Павел Христов. Скопскиот округ Дамјан Груев, Мише Развигоров и Петар Кушев. Солунскиот округ Добри Даскалов, Аргир Манасиев и Борис Мончев.
Струмичкиот округ Христо Чернопеев, Иван Илиев Ајдински и Мануш Георгиев Турновски. Серскиот округ Јане Сандански, Лазар Томов, Тодор Поп Антов и Илија Балтов и уште тројца представници на Одринскиот округ. Конгресот заседавал под председателство на Дамјан Груев и усвоил устав, правилник и резолуции. Револуционерната организација со Илинденското востание јавно се легитимирала. Префиксот во името тајна го загубил своето значење, затоа се преименувала од ТМОР во Внатрешна македонско-одринска револуционерна организација, ВМРО, за да се експонира како самостојна македонска организација. На Конгресот, Иван Гарванов и Борис Сарафов биле обвинети за тешки дела против интересите на организацијата, со кои се загрозувало ослободителното дело, квалификувани за предавство. Нивната вина била констатирана и со примена на одредбите на правилникот. Конгресот им изрекол условна смртна казна во случај да го повторат делото. Конгресот ги избрал раководните тела. Централен комитет во состав Дамјан Груев, Пере Тошев и Тодор Поп Антов. Задгранично представништво Ѓорче Петров, Петар Попарсов и Димитар Стефанов и редактор на печатениот орган Револуционерен лист Димо Хаджидимов. Во Уставот, за цел на действувањето, организацијата прогласила извојување на политичката автономија на Македонија и Одринско. Член 1. Сооружена борба со општо масовно востание. Член 3. Идеалот кој што треба да му се отцртува како перспектива на народот за време на агитацијата треба да биде идниот демократски поредок со равноправност на сите националности кои живеат во земјата, вклучувајќи ја и турската националност. Народот да се подготвува и да се подготви самиот да си ја земе во своји раце судбината по ослободувањето. Не е слободен оној народ кој што ги има испитано правдините само на хартија. Слободен е само оној народ кој што самиот си ја извојува слободата.